Лигата на шампионите синоќа доби уште двајца патници во четвртфиналето. Барселона во осминафиналниот реванш целосно го надигра Милан, забележувајќи победа со 4:0 ја надополни негативото од 2 гола од првата средба на Сан Сиро. Меси постигна 2, а по 1 гол постигнаа Давид Вилја и Жорди Алба во победата на Барселона, која во четвртфиналето им се приклучи на Реал Мадрид, Парис Сен-Жермен, Борусија Дортмунд и Јувентус. При резултат 1:0 за Барселона, Милан пропушти голема шанса преку Нијан, кој сам излезе пред Валдес, но не успеа да го совлада откако ја погоди сативата, а можеше со евентуален погодок да го реши патникот во следната рунда. На вториот надпревар се случи изненадување. Шалке 04 беше елиминиран од Галатасарај во Гелзенкирхен и поразен со 2:3. Турскиот шампион подобро го почна надпреварот, но иницијативата не успе да ја круниса со гол. Шалке во моментите кога беше инфериорен стигна до водство. Славието во Гелзенкирхен траеше кратко. Галатасарај за само неколку минути направи пресврт. Токму Хамид Алтинтоп, екс-играчот на Шалке, изравни на 1:1 во 37-та минута, а само 5 минути подоцна Илмаз помалку срекно погоди за 1:2. Со оглед на резултатот од првиот надпревар 1:1, Шалке во второто полувреме тргна во целосна офанзива, а Галатасарај својата шанса ја чекаше од контранапади. Една лоша реакција на одбраната на Галатасарај ја искористи Учида, кој му асистираше на Бастос, кој го изравни резултатот на 2:2. Сепак конечниот резултат го постави Булут во 95-та минута од надпреварот и само го потврди пласманот на Галатасарај меѓу најдобрите 8. Вечерва осминафиналето ќе го комплетираат и надпреварите Бајер Михен Арсенал и Малага Порто. Усеин Болт од Јамајка ја доби годинешната спортска награда Лауреус. Болт по трет пат во кариерата станува најдобар спортист на светот. Олимписката звезда не присуствуваше лично на доделувањето на наградата Лауреус во Рио де Жанеиро, но се заблагодари преку видео холограм порака. Наградата во женска конкуренција и припадна на британката Джесика Енис, повеќекратна олимписка шампионка. Наградата во екипна конкуренција ја доби европскиот Райдер Кап тим, чиј дел е и германецот Мартин Кајмар. Американската пливачка легенда Майкл Фелпс со 22 олимписки медали доби специјална награда за изворедни спортски достигнувања. За спортист кој направил најуспешен камбек е прогласен атлетичарот Феликс Санчес од Доминиканската република. Во 2012 година на Олимписките игри во Лондон освои златен медал на 400 метри со пречки и со тоа го повтори својот успех од пред 8 години во Атима. Лауреус наградата за акциони спортисти отиде во рацете на австриецот Феликс Баумгартнер, кој во октомври минатата година скокна од височина од 39 км и е прв човек во историјата што во слободен пат го пробил звучниот зид. Водачот на Volkswagen Себастијан Ожија е победник на релито од ВРЦ царијата во Мексико. Французинот беше доминантен во текот на 3 дена од надпреварувањето и на крајот триумфираше со 3 минути и 28 секунди предност во однос на Мико Хирвонен од Citroen. Третото место му припадна на Тиери Новил од Франција. Најсериозниот конкурент на Ожија за триумф во Мексико, норвежанецот Мац Олдсберг, поради проблеми со електрониката во неговиот Форд, на крајот заврши на 12-то место. По 3 одржани надпреварувања во генералниот пласман за светскиот шампионат, Ожија води со 61 поен пред Себастијан Лоеб со 42, додека трет со 30 бода е Хирвонен. Следното рели ќе се вози во Португалија од 11 до 14 април. Во NBA лигата одиграни 8 средби синоќа. Центарот на Лейкерси Двајт Хауард за прв пат играше против својот поранешен клуб Орландо и реализираше најмногу сезонова 39 поени и 16 скока, а погоди 25 од 39 слободни фрлања. Наивачите го дочекаа со навреди, свиражи и транспаренти. Мето Ворлд Пис даде 14, а Коби Брент оствари 11 поени, 7 скока и 8 асистенции. Кај Орландо, Джамир Нелсон беше средец на 21 кош. Мајами продолжува со победите и во синокешниот дуел против Атланта и стигна до бројката од 19 победи поред, откако ја совлада Атланта со 98-91. Двејн Вейд со 23 поени и 6 асистенции, Леброн Джеймс со 15 поени и 7 скока и со толку асистенции ги предводеа жешките до изравнување на рекордот на Бостон од сезоната 2008-2009. За Атланта 15 поени даде Джош Смит, а по 12 уфрлија Хорфорд и Тик. Рики Рубио од Минесота го освари својот прв трипл-дабл во кариерата во победата над Сан Антонио од 107-83. Шпанецот постигна 21 поен, 13 скока и 12 асистенции за Минесота. Спарси играа без Данкан и Леонард, без Пол Пирс во своите редови. Бостон претрпе дебакл на гостувањето кај последно пласираниот Шарлот од 74-100. Најслажен за тоа беше Джералд Хендерсон со рекордни во неговата кариера 35 поени за Шарлот. Ги гледаме сите резултати во продолжение, ќе ги видиме и двојките за вечерва, каде на програмата се 11 средби.